Климатските промени се разорни за земјоделието и наетно мора да се најде стратегија за заштита на сите земјоделско-воштарски култури, чии приноси се помали. Точно во последниве години имаме потопли години, почеток на вегетацијата е поместен за 2 до 3 недели порано од претходно, што влие на почетокот на вегетација и ги поместува сите работи на земјоделците порано, што предизвикува мал ризик заради појавата на пролетни мразе, кои се обично март, април. Житните култури оваа година исто, налевањето и почетокот на жетвата ќе биде порано од претходно, со што ќе се намали периодот на вегетација. На некој може и да им се одрази на самиот принос, како што ни пренесуваат нашите колеги. Науката и праксата мора да се поврзат најсилно што може, порачуваат експертите. Имајќи ги во предвид сите промени кои што ни се случуваат во животната средина, климатските промени, температурните промени кои што влијаат како на луѓето, меѓутоа и на растителниот и животинскиот свет, кој што е многу значаен пред се за нормален и здрав живот на секој човек, мора науката силно да се поврзе со праксата за да може да имаме достигнувања, односно да може да одговориме на предизвиците. Универзитетот Гоце Делчев Штип ова веќе го практикува и наидните високостручни земјоделски кадри и му возможуваат перспектива. Овој настан е од големо значење за факултетот, исто така и за нас младите, со тоа што се доаѓаме до одреден степен за запознавање на предпријатија кои можеме во летниот семестар да одржиме праксата. Оние кои на климатските промени и технолошкиот развој одговараат правовремено, имаат и добри резултати. Сега задни години имаме големи проблеми со временските услови, големи стресови за растенијата и во иднина више не може да се произведува без употреба на фунгициди. Ние сме од ретки кои што веќе неколку години исклучиво вршиме заштита на житариците, некаде одиме со 3 до 4 третмана, али врз база на употреба на фунгицидите, затоа добиваме и одлични резултати. Во овој контекст, исклучително важен момент е модерната технологија, како на пример дроновите. Една од темите на денешното советување е токму и дроновите, зошто нивна примена и која е нивната цел, која е нивното економско значење во прихрана, во заштита на растенијата, во различно растително производство. Паралелно, треба да се промени структурата на културите и земјоделието да се насочува кон зачински билки. Професор од Србија, од Институтот за лековите билки ќе зборува конкретно на оваа тема, ќе отвори дискусија на која што наши релевантни професори од катедрата за растително производство ќе се вклучат во таа панел дискусија и ќе зборуваат за лековите билки кои што може да се користат како екстракти и кои ќе бидат тие лековите билки дополнително на самото советување. На темата климатски промени, но и други актуелни теми во земјоделието, со акцент на силна комуникација помеѓу научно-истражувачката и практичната работа во земјоделскиот сектор, денес Земјоделскиот факултет при УГД Штип организираше меѓународно научно-стручно советување, агронаука и пракса.